Има делумна забрана во шумите, меѓутоа деновиве сме сведоци дека се поџето на поголемиот дел од планините низ земјава има пожари. Дали како инспекторите, односно вработените од македонски шуми, дека ние под капата на нашето министерство вршат инспекции на терен, дали се движат граѓани без притиск и дали досега има казна за некои граѓани? Јавното предпријатие Македонски шуми не е под капата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Имаме одредени ингеренции. Согласно законските обврски надлежности, јас како министер ги имам издадено сите решенија, уште пред месец дена се подпишани од наша страна. Денеска повторно даваме соопштение за граѓаните, за реализацијата на нашите законски обврски. Сето она што во другиот дел е поврзано со пожарите, ќе добиете информација од портпаролот на владата. Дали може уште едно прашање на претходната тема, бидејќи сега дојдовме на што се однесуваат 6 милиони денари кои што ќе бидат исплатени до крајот на годината? 6 милиони евра. Да, распишуваме оглас согласно програмата за рурален развој, каде што се предвидени околу 6 милиони евра, кои што ги ставаме во буџетот за оваа година, се предвидени средства, распишуваме оглас за сите оние кои што подигнале долгогодишни насади во 2016 година есенско подигање и пролетно подигање 2017 година. Не им било возможено на оние луѓе кои што подигнале 2016 есенско да аплицираат, да поднесат барање за исплати и поминати се законските рокови, а не е даден рок за да поднесат барања, и за едните и за другите излегуваме во пресред и сите ќе можат да поднесат барање во еден рок до 1 септември. Иако моменталниот рок е подоцнежен во текот на октомври и ноември, колку што сеќавам, се со цел за реализација на средствата оваа година, ние го помислуваме тој рок да биде до 1 септември и на едните и на другите, односно на сите кои што подигнале долгогодишни насади од есенско 2016 и пролетно 2017 до 1 септември да може да поднесат барање, за да може да исплатиме целата сите средства до крајот на 2017 година. Тоа е едниот дел. Вториот, покрупен и позначен, исто така, доста значаен, е реализацијата на мерката за млад земјоделец, како што е предвидена во програмата на новата влада. Како што е предвидена, така ја аплицираме во оглас и оваа промена на вчерашната седница на програмата за рурален развој, усвоена од владата, ни дава можност да го распишеме огласот за млади земјоделци. Тоа се 10.000 неповратни средства за опрема, за преработувачки капацитети, за почеток на производството, еден силен мотив, но во кој што предвидуваме критериуми како тоа треба да биде направено. Досега сме сведоци на низа на малверзации при распишувањето на овие огласи, затоа што единствен услов беше прв дојден, прв услужен. И затоа парите не завршуваат таму каде што треба. Ова е една поплака од 514 средби кои што ги имам направено низ државата и точно го знам каде е проблемот и затоа сега со правилник регулираме сите овие средства, не да се делат по ниту една друга основа, туку по критериуми кои што младите земјоделци треба да ги исполнат. Да се до 35 години, да е за набавка на опрема, да е за отварање на преработувачки капацитети и слично, и сметам дека ова ќе биде еден силен поттик за развојот на македонското земјоделство. За овие две мерки издвојуваме 6 милиони евра и истите ќе бидат реализирани не следната, туку до крајот на оваа година. Затоа ова е едно од силните ветувања која што беше на оваа влада во претходниот период, а го реализираме во првите 100 дена од владата. Благодарам. Може став или коментар од македонската влада врска со изјавите на бугарскиот министер Каракачанов за одбрана во интервју за бугарска телевизија од центарот на Скопје дека Гоце Делчев и Дамир Груевски се бугари. Вака сега за односите со Бугарија и договорот и прашањето кое го поставивте. Во договорот постојат аргументи со кои што се потврдува македонската нација како посебност
се потврдува македонскиот јазик и тоа е според нас комплетно затворено прашање. Тоа што е исклучително важно и сакам да го напоменам е дека можеби сите треба да се фокусираме на позитивните аспекти на овој договор и ќе си земам за право да ги повторам. Договорот е основа за добрососедство и пријателство. Ќе помогне за поврзување на патната и гасната инфраструктура. Ќе унапреди размената на стоки, услуги и капитал. Трговската размена изнесува само 500 милиона евра. Може повеќе. Дава силен импулс за изградба на коридорот 8. За ова во Трст веќе се добиени и средства. Следуваат и наредни. Договорот овозможува царински олеснувања, гранични олеснувања. Минатото и историјата во овој договор ги поставивме како темел на еднината. Тоа е нашиот одговор. И осудувате ваквите изјави на Бугарскиот министер? Мислам дека кажав се. До министерот имам прашање во врска со проблемот со Хрватска. Има ли нешто ново, поднесовте ли мотив? И Хрватска не е единствената земја од Европска унија со која ние имаме размена. Дали имате податоци колку, например, за истата услуга ни наплаќа Бугарија? Владата на Република Македонија на вчерашната седница го разгледа и ова прашање и ги задолжи Министерствата за земјоделство, шумарство и водостопанство и за економија преку Министерството за надворешни работи да ја упатат нотата и до Министерството на Хрватска за земјоделство и до надлежните институции во Брисел, затоа што сме подписнички на спогодбата за стабилизација и асоциација, која што ги гарантира нашите права и нашите обврски, и Република Хрватска, која што е членка на Европската унија. Реагиравме бргу, ги направивме сите анализи. Во понеделник јас ќе бидам присутен во Сараево на состанокот на министрите од регионот за да дадеме значаен акцент на ова битно прашање за сите земји од регионот кои што не се членки на Европската унија, а за кое што се применува токму ова нетарифна давачка која што е за околу 20 пати изголемена еднократно од страна на Хрватска. Апсолутно дека ова 20 пати изголемување на овие давачки е многу повеќе од она што се давачки во регионот и на вистина ќе направи проблем во регионот. Ние сакаме домашното производство да биде заштитено, да ги заштитиме домашните производители во согласно со меѓународните договори кои што Република Македонија и другите земји ги имат ратификувано. Така да активно работиме согласно насоките на владата и ќе имаме заеднички став и заеднички предлог во понеделник на состанокот во Сараево кој што ќе биде во Министерството за трговија. Благодарам. Вчера се изјасни од Хрватското министерство дека со ова правило не прекршуваат никаква спогодба и дека за нив овој надокнадок не е превисок, него е во реалните граници. Доколку не се откажат од ова правило, дали има некои други чекови кои што ќе се дадат некој предлог за да не го изгубиме хрватскиот пазар? Се прекршува ставот 27.1 од спогодбата за стабилизација и асоциација и тоа е неспорно дека е така. Ние ги правиме сите длабински анализи за да донесеме соодветни заклучоци и соодветни одлуки во тој правец. Во координација како министерство сме постојано со коморите во Република Македонија и на сите производители кои што се засегнати од оваа работа. Следи период во кој што ќе имаме извоз на свежо овошје и зеленчук кој што ќе дојде во периодот, може би затоа сега не ги чувствуваме последиците, но треба да сме максимално внимателни и предпазливи и да бараме почитување на сите меѓународни акти кои што се подпишани од државите. Истото како и што Македонија тоа го прави. Само да ве потсетам дека како резултат на една неславна одлука на претходната влада во неколку години е донесена одлука за условен увоз на пченица од Србија, со кој што Македонија, поради тоа што го направи тоа 2 или 3 пати, беше силно опомената од меѓународните институции и од европските институции дека е тоа прекршување на спогодбите и на меѓународните договори. Токму затоа владата на синотешната седница не носеше одлуки кои што се во спротивно со меѓународните протоколи, стандарди и правила, туку донесовме одлуки
за целосна поддршка на домашните производители, согласно и меѓународните правила, согласно и нашите можности, се со цел да ги заштитиме домашните производители. Македонија се однесува сосема одговорно спрема сите чинители и тоа ќе го бараме во секој случај и од останатите држави. Во таа насока повеќе информации ќе имаме во понеделник по средбата во Министерството за трговија во Босна и Херцеговина.